Еве дојде ред и на нашата редовна рубрика Кафе Дилема, а денеска во фокусот на вниманието ќе бидат луѓето кои што од другите држави доаѓаат на привремен престој во нашата држава. Значи, со какви проблеми странците се соочуваат кога ќе дојдат во Македонија? Дали се тоа проблеми при вадење на одредени документи, при барање работа или пак јазикот им е навистина голема бариера во нивното секојдневие? Ќе чуете во денешната Кафе Дилема од соговорниците и наши денешни гости кои утрово директно од Прилеп допатуваа во Скопје во нашава телевизија за да бидат заедно со нас во денешната Кафе Дилема, значи Ана Жежовска и Зоран Илиевски од Коалиција на младински организации сега. Добро утро и добро допатувавте во Скопје. Имаше ли проблеми на Плетвар? Плетвар како вообичаено, бариера за плепчината во Скопје, но успеавме се ваѓава. Добре, благодарам што заставте на време и еве веќе најавив за што ќе зборуваме. Практично ова се представува еден ваш проект кој што го реализиравте во изминатиот период и е една интересна тема која што досега не е начната. Често велиме дека нашите млади заминуваат од Македонија надвор, но еве има Македонија нешто да понуди за да дојдат од надвор и кај нас. Со какви се проблеми се соочуваат? Во вашето истражување дојдовте до многу интересни податоци. Така. Најнапред да кажеме малце пошироката слика за цел овој проект. Се работи за проект кој што не се спроведува само во Македонија, туку се спроведува и во други 7 држави од Европа. Значи држави кои што се членки на Европската унија и држави кои што се членки на Советот на Европа. Основата на целиот овој проект е да се согледаат состојбите во европските држави и да се види која е состојбата од аспект на грижа на државите за обезбедување на услови за престој и живење на странците во истите. Токму тоа го правевме и ние тука во Македонија во изминатите 12 месеци како коалиција. Сега предвидевме различни типови на активности со кои што сакаме да воспоставиме диалог и со странците во Македонија, но исто така и со институциите кои што се задолжени за грижата за нивниот престој. Овој сет на активности нас ни покажа дека темата досега не е начната. Темата и кога станува збор за странци е сосема непозната и за пошироката јавност. Многу пати граѓаните како граѓани не размислуваат дека тие се оние кои што треба да помогнат на странците кои што се дојдени кај нас. Па дури и институциите не се доволно свесни за сите проблеми со кои што секојдневно се соочуваат странците. Повеќе за прашањата кои што се однесуваат за секојдневните проблеми со странците, ќе каже мојата колешка Ана, бидејќи таа беше војна и одговорна за сите панел дискусии кои што ги имавме и разговори со институциите и со странците. Така. Јас би сакала еве да почнеме од тоа зошто странските државјани доаѓаат во Македонија. Кои се поводите, причините за да дојдат тука? Така, странците во Република Македонија најчесто доаѓаат од различни причини. Пред се брак со македонски државјани, потоа престој поради образование, значи училиштата, вработување исто така, значи семејни причини се дел од причините поради кои што странците доаѓаат во Република Македонија. Така. Вработувањето веројатно е поврзано прво со брак, па потоа вработување, зашто не верувам дека некој ќе дојде во Македонија и за нас нема доволно работа. Па тука се и дипломатите кои што работат во Република Македонија, кои што исто така се водат како странци во Република Македонија, но сепак тие не се наша целна група, затоа што нивниот престој, привлегувањето во нашата република е веќе регулирано. Така, не верувам дека тие имаат проблеми со вадење на било каков документ, но еве со какви се проблеми се соочуваат странците. Ако одиме по групирање на причините зошто се дојдени, спомнавте брак. Што се случува оние кои што се дојдени од надвор и сакаат да стапат во брачна заедница со македонец или македонка? Со какви проблеми се соочуваат? При нашите активности се сретнавме со голем број на странци кои што доаѓаат од различни држави. Најчесто прв проблем со кој што се соочуваат е јазичната бариера во Република Македонија, во зависност сепак ќе кажам од која земја доаѓаат. Потоа регулирањето на нивниот престој, значи обезбедување на дозвола за привремен или постојан престој во Република Македонија, па сета таа неопходна документација која што е потребна за да се извади дозвола за престој, потоа регулирањето на здравственото осигурување,
документите за вработување, па се додека не извади дозвола, значи не може да се вработи во Република Македонија. Потоа признавањето на образованието, односно признавањето на стекнатите дипломи во својата држава и најразлични проблеми. Исто така неинформираноста, значи што е она што треба да го направат како странци кога ќе дојдат во нашата земја, недоволната комуникација со службениците, со администрацијата. Што значи тоа недоволна комуникација? Не умеат службениците да им одговорат на нивните прашања? Да, например, доколку доаѓа од земја во која што не се зборува, значи македонски, која што не е разбирлив за македонците тука, не можат да се разберат. Најчесто службениците не ги познаваат барем англискиот јазик, затоа што знаеме дека се и постари, и тоа е една прва пречка со која што се соочуваат странците тука во Македонија. Автоматски и главниот повод зашто се дојдени во Македонија, ако е брачна заедница, не можат да ја осварат бидејќи не можат да добијат документ дека се на привремен престој. И тука веднаш се менуваат некои нешта во односот меѓу сопружниците. Не дај Боже да дојде и до раскинување на врска. Добро, еве податоци кои што ги имате вие се колку луѓе, односно странци се дојдени во Македонија од други земји од Европската Унија. Од која земја најмногу имаме во нашава земја? Според податоците 1682 лица се во престој каде во Република Македонија, со тоа што најмногу од истите се од соседните држави, најмногу ги имаме од Србија, Албанија, кои што по различни основи се тука, но затоа пак од друга страна имаме странци кои што доаѓаат и од другите континенти, и од Америка, и од Австралија, имаме и од азијските земји кои што се тука по различни поводи, по различни причини. Ова покажува дека кога станува збор за странци, значи дека нивното право треба да се третира подеднакво во било каде да се доаѓаат и по било кој основ е да се регулира нивниот престој. Така. Јас ќе кажам дека и многу наши кога заминуваат во друга земја имаат проблеми, доколку имаме гледачи кои што сакаат своето искуство да го споделат еве утрово заедно со нас, да кажат какво искуство имале кога влегле во туѓа земја, во странство и се соочиле со проблеми од овој тип, документација или нешто слично. Спомнавте и волонтери. Минатата година беше во знакот на волонтерството. Дојдоа ли волонтери во Македонија? Да. Имавме дискусија претходната недела на таа тема, значи кои се потешкотиите на странските волонтери за престој тука во Република Македонија. На таа дискусија беа присутни граѓански организации кои што доведуваат странски волонтери тука во Македонија, кои што работат на таа проблематика, и исто така институции кои што директно се засегнати со оваа проблематика. Да, имаше волонтери минатата година и се соочуваат буквално со истите проблеми како и сите странци во Република Македонија, со тоа што волонтерите имаат проблем уште од тргнувањето од својата држава, што мора да се пријават најпрво во државните конзуларни представништва, па доколку ги има во нивната земја, доколку не мора да отпатуваат во најблиската земја каде што постои слично. Значи се соочуваат со истите проблеми. Потоа дозволата за престој оди преку Министерство за надворешни работи, па Министерство за внатрешни работи, па се чека таа процедура и слично. Така. Еве ќе погледнеме еден прилог кој што ни го донесовте, изработен е од колешка од локалната прилепска телевизија Визија, така се вика, и едно искуство, па да слушнеме што вели снимените соговорници или соговорник, да го погледнеме прилогот, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Бегалците од Косово, семејството Васич, кои од 1999 година, бегајќи од војната од Приштина, прибежиште нашле во Прилеп, родниот град на сега веќе починатата мајка, и по 10 години се уште го немаат регулирано статусот на престој во земјава. Тоа пак, како што тврди најмладиот член од семејството, 26 годишниот Срđан, ги направило социјални случаи кои едва и преживуваат. Нема работа, па нека привет некој свика некој, оди ми некој работа стабилна нема. Се случаи дома и по 3 дена, по 4 дена за еден ништо. Срđан вели дека не се срами од никаква работа. Не сака да биде натовар на државата, но бара да му се помогне во следувањето на документите, за да може полесно да дојде до некакво сигурно работно место и сам да си заработува. Социјална земја
врз основа дека немам документи. Не сум државјанин на Македонија, на Република Македонија. А имавме пред тоа примање преку УНХЦР, ни ги скина примањето, не знаме зошто. Овде во полиција кога појдов, ми вика во Скопје. Во Скопје во полиција кога појдов и во УНХЦР и во Црвен крст таму што се за нас. Ми вика нема кај нас ништо овде. Се дојка треба придев, кај што си давам пријавен. За државјанство ми вика немаш право, сум поминал веќе граница на 25 години. По смртта на мајката Срđan живее заедно со татко му, кој пак како последица од учеството во 3 војни има сериозно нарушено здравје. Двајцата живеат во куќа која што на времено користење им ја дала тетката на Срđan, а за леп заработуваат аргатувајки. Еве, погледнавме една приказна подготвена од колешката Каролина Дурло од локалната телевизија Визија од Прилеп. Ова е еден драстичен пример. Искрено се надевам дека нема многу вакви. Ова е навистина еден екстремен. Верувам дека оние другите кои што доаѓаат како волонтери или на образование во нашава земја, нивните проблеми се помали, да речеме, од јазичната бариера. Учење на јазик е нешто поедноставно од ова како приказна што ние го погледнавме. Така, по основа секој од оние кои што доаѓа во нашата република, со самото влегување во нашата држава, за нив важат правилата кои што се предвидени во Законот за странци. И целата процедура и целата постапка која што треба да се води во согласност со законот, и тоа важи подеднакво за сите. Дали се работи за странски волонтери, дали се работи за останати луѓе кои што се доаѓани по било кој основ кај нас. Во таа насока сакаме да помогнеме и ние како коалиција сега и како проект кој што го водевме, иако се работи за меѓународен проект, изготвивме флаери на кои што на македонски јазик ја објасниме целата постапка и процедура, што треба да направат странците доколку дојдат кај нас, и дел од овие флаери оставивме во Министерството за внатрешни работи, во единицата која што го регулира, која што е задолжена за странци, кои што го регулираат престорот на странците. Во секој случај, со она кога станува збор за целните групи, ако ги одвоиме, рековме странски волонтери или други граѓани кои што доаѓаат по друг основ, можеме да забележиме два различни процеси, односно два различни типови на проблеми. Оние кои што доаѓаат како волонтери, странски волонтери, кои што најчесто во Македонија доаѓаат по две програми: програмата на Европскиот волонтерски сервис, која што е широко распространета во нашата држава, тоа го работат голем број невладини организации, и програмата на Мировниот корпус при Соединетите американски држави, која што пак на подруг начин го регулира нивниот престој, бидејќи Соединетите американски држави потпишуваат непосреден договор со владата и нивниот престој го се загарантира по различен основ. Но оние кои што доаѓаат преку програмата на Европската унија, кој што е најголем број на млади странци кај нас во Македонија, се оние кои што треба да ја завршат процедурата во што е можно најкраток временски период. Македонските организации кои што ја водат постапката и процедурата кажаа дека претходно процедурата траела помеѓу 1 и 3 месеци, и најчесто 3 месеци целата процедура. Она како што преска напомна Јана, целата постапка започнува кога странецот знае дека треба да дојде во нашата држава, треба да се упати кон конзуларното представништво на Република Македонија во неговата држава, да се пријави дека ќе доаѓа овде. Понатаму, целата документација се проследува во Министерството за надворешни работи во Македонија, оттаму во Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, која што се грижи за делот на волонтерство во нашата држава. И целиот овој процес трае различно време, и наша интенција беше да ги собереме клучни на засегнати страни, сите овие министерства на едно место, па и невладините организации да кажат своите проблеми, за да видиме како можеме да ја забрзаме процедурата и постапката. И што велат луѓето, каде треба да поработиме? Да, токму тоа ние го видовме, бидејќи во јуни направивме една дискусија со истиот овој профил на учесници, и сега во јануари. Видовме дека последно што го разговаравме во јуни, постапката е забрзана и сега трае од околу месец и половина. Значи имало напредок во процедурата на издавање на дозволата за привремен престој. Институциите ги слушнале потребите на невладините организации со кои што се соочуваат,
И она што ме прашавте конкретно, каде се јавува најчесто проблемот? Најчесто проблемот се јавува во нашите ДКП-а или во нашите представништва, конзуларни представништва во државите, бидејќи истите не се секогаш доволно информирани за целата процедура и сите тие не се доволно флексибилни. Значи, од ДКП во една држава може постапка да заврши во 15 дена, додека во некоја друга може да биде тоа месец дена. И тука е клучниот проблем, не осудувајќи ги сите вработени во Министерството за надворешни работи, но сепак ме сметам дека како држава се уште треба да направиме многу повеќе за да странците кои што одлучиле да дојдат кај нас се чувствуваат многу послободно и да делот на нервозите во обезбедување на дозволата за привремен престој ја добијат многу полесно, односно во многу пократок временски период. Процедурата е процедура. Најчесто законите, скоро па и на европските држави се сосема исти. Таа е постапката, но она што треба да поработиме е да ги развиеме процедурите, малце да можеме работите да ги завршиме во што пократок временски период, бидејќи секој кога оди во некоја друга држава знае дека се одреден временски период таму. Така. Од податоците кои што ги имате доставено, гледам дека има дојденци и од Африка, дека има и лица кои што се помалолетни, значи и деца. Тоа е практично една лепеза на возрасти кои што доаѓаат во Македонија по разни потреби и апсолутно сите се соочуваат со истите проблеми. Проектот продолжува и натаму. На што ќе работите за да не само се подобри ситуацијата, туку сето ова да добие една своја целина? Сите партнери кои што го имплементира овој проект од 7 држави од Европа, работевме на препораки кои што ќе го подобрат престојот на странците во сите европски земји. Со тоа што напишавме предлог препораки кои што ќе бидат доставени, тоа следен чекор на овој проект, ќе бидат доставени до Советот на Европа и до донесувачите на одлуки во Советот на Европа, со цел да се промени полето на имиграција и полето на регулирање на престојот на странците на европско ниво, односно да се променат европските законодавства. Тоа е следен чекор во рамките на овој проект. Добро, Македонија уште не е во Европската Унија, имам прашање, но да го чуеме гледачот кој ни се јавува. Добро утро. Ве слушаме, повелете, добро утро. Вака, значи, сакав да ви кажам дека ние сме бегалци од Косово. Веќе сме во Македонија од 1999 година. И ми се родија 4 деца во Република Македонија. Добро. Тие 4 деца кои ми се родени во Република Македонија, уште веќе има од Косово тука до денес, 6 се работи. Значи се работи за 8 члена семејство. Се уште немаме ниту државјанство, ниту никакви права во Република Македонија. Отидовме да вадиме, значи, дозвола за работа и тоа не ни следува. Социјално и тоа не примаме по 4-5 месеци. Само каде да се обратиме, што да правиме. Што вела, дали ви фали некој документ или каде лежи проблемот? Зошто ова не е регулирано? Тие викаат дека немаме право на државјанство во Република Македонија. Зошто според кој основни јас не знам. Така. Дали барањето на државјанство е дел од овој проект или се работи само за привремен престој во Македонија? Постапката не се разликува многу помеѓу привремен и постојан престој. Согласно законот, барањето на државјанство и обезбедувањето на постојан престој сосема друго. Има различни основи за тоа, се разбира. Но во секој случај многу е важно дека информираноста на странците за целата процедура и за целата постапка е многу слаба. Можеби тоа и од основните причини кои што нашиот гледач во моментот да каже дека не може да ја обезбеди ниту дозволата за работа, која што не смее пак да се издаде додека нема дозвола за привремен или постојан престој. И тоа е една од причините на кои што ги увидовме ние во дискусија и во разговор со странци, со сите институции, дека информираноста е на многу ниско ниво. И од тука почнуваат сите проблеми. Така. Значи треба да се поработи токму на тоа, а она што сакав Ана пред малку да ја прашам и тука некако ќе го заокружиме разговорот, Македонија не е се уште во Европската Унија, дали тоа значи дека треба да ги следиме сите оние препораки и упатства кои ги добиваат членките на Европската Унија за решавање на овие проблеми? Така, овие препораки значи ги презентиравме ние баш и заради таа причина пред нашите институции тука. А и целта на овој проект беше да се вклучат и европски земји
и земји кои што не се во Европската унија, па така да се согледаат и проблемите и во едните и во другите земји, за да видиме дали се случува истото или пак има различни проблеми, што дојдовме до крајниот заклучок дека сите странци во европските држави, дали е тоа дел од Европска унија или не е дел од Европска унија одредена држава, се соочуваат со истите проблеми. Така. Бидејќи рековте информирањето е главниот проблем и од тука може да се тргне кон решавање на сите останати, ќе преземете ли нешто во таа насока во рамките на проектот? Да, апсолутно. Продолжуваме ние понатаму да ги најдеме начините на преку кои што можеме да се доближиме до странците. Реков во нашето досегашно работење одлучиме дека треба да направиме информативни флаери за секој од оние странци кои што се заинтересирани и сакаат да ја отпочнат постапката. Пробуваме да најдеме начин како поблиску да дојдеме до нив. Но во секој случај неопходна е соработката со институциите, со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за труд и социјална политика, за да заеднички делуваме во целата оваа постапка. Значи продолжуваме и понатаму и да делуваме на проблемот на информирање, но мораме тоа институционално да го направиме, бидејќи местата каде што е директен контакт помеѓу странците и институциите се тие каде што треба да бидеме присутни, односно таму каде што треба да се делува. Така. Имаме уште гледачи, но еве јас ќе ги замолам да останат на линија во режија, ќе им одговорите на прашањата, ќе можете да се чуете со нив. Треба да продолжиме. Од Прилеп имаме уште едно гостинче, ќе видите за кого станува збор, едно талентирано прилепчанце за многу нешта, но пред тоа да ја видиме рубриката наменета за нашите најмлади гледачи. Ивана Илиевска подготви нешто денеска за здравата храна за децата.